Во рамки на одбележувањето на Зелената недела на Европската Унија, под мотото Инвестирање во позелена иднина, во Битола денеска во организација на општината и EU-инфо. Се одржа стручно советување за тоа како да се обезбеди поздрава и почиста животна средина за генерациите кои доаѓаат. Сегашните дела и активности ќе обликуваат иднината на идните генерации, истакна организаторите. Се врши едукација на децата и во рана возраст и понатаму, така да се повеќе свеста и животната средина ја заштитуваме во рамките на нашата општина, а и ние како општина еве преземаме чистење на јавни површини и на диви депонии. Секоја година ние тоа активно за да ја зголемиме ова свест и да ја заштитиме средината. Во текот на стручното советување, пред присутните говореа неколку говорници од невладини организации за заштита на животната средина и природата, како и представници од образовни институции, кои ги информираа присутните за образовните капацитети како инвестиција во идните генерации. Како дел од овој заеднички тим со присутните, денес ќе го обработиме значењето на образовните капацитети како инвестиција во идните генерации согласно принципите за одржлив развој на Обединетите нации. Фактичи целта на ова стручно советување што се одржува во Бизнес Академија Смилевски е да се концентрира знаењето од повеќе субјекти на едно место и да се фокусира во форма на препораки и заклучоци за подобрување на нашата локална заедница како социоекономски и еколошки ентитет. Во Битола функционираат неколку невладини организации кои веќе организирале активности и веќе се спроведени мерки Битола да стане зелен град. Нашата неколкугодишна иницијатива резултира со наметнување на прашањата од областта на животната средина во јавноста, односно во јавниот живот. Денешната средба е стручно советување за она што значи инвестиции во животната средина во нашата општина за позелена иднина и се надеваме дека со новиот локален еколошки акционен план кој што е во фаза на изработка ќе ги трасираме магистралните правци за она што значи поквалитетна животна средина и подобар живот за нашите граѓани. Целта на ваквите стручни советувања е граѓаните да се поттикнат што повеќе да се активираат во заштитата на животната средина и зголемувањето на зелените површини.